Благодарам. Почитувана колешке Костадинова, слушајќи ги вашите планови и пофалби за буџетот и за идилата која завладеала во Република Македонија и која за чудо само вие ја чувствувате, се прашувам кога последен пат сте разговарале со граѓаните за да ви кажат дека невработеноста во Гевгелија се зголемила и дека затворената граница ја уништува локалната економија. Но последнава лага што ја изнесовте, дека ќе сте ја заздравувале економијата и рационално ќе сте трошеле, е последната капка која ја прелеа чашата. Единствена вистина, почитувана колешке, е дека лажете за јавниот долг и имате нереални проекции додека задолжувањата растат. Со стратегијата 2021-2025 сте напишале дека јавниот долг до 2025 година ќе биде 58,8%. Во буџетот за 2021 сте напишале дека капиталните инвестиции за 2021-2025 ќе бидат 3,1 милиарда евра, од кои 1,84 милиарди од кредити. Очигледно тешко ви оди математиката, па кај да е и неја ќе ја интегрирате со другите науки, за да заборавиме и да пресметуваме, бидејќи ако ви одеше математиката, барем еден од вас ќе признаеше дека овде некој наголемо лаже. Или во 2025 година нема да имаме јавен долг од 58,8%, туку многу поголем, или тие 3,1 милиарда евра за капитални инвестиции сте ги ставиле на хартија затоа што нели хартијата трпи се. Затоа што никој не гледа како ќе расте економијата, а сите гледаме како ја уништувате секојдневно. Најголемата трагедија е што не испозадолживте, а нигде не се гледа трошење на продуктивни работи, ниту пак на што воопшто трошите. Наведовте многу планови, но нам ни е совршено јасен и познат оној ваш план за живот со кој донесовте рецесија, пад на инвестициите и зголемување на невработеноста. И доставајќи се затскривате зад пандемијата, затоа што вие, не ковид кризата, вие сте најголемите виновници за тоа што ни предстои тешка финансиска и економска година со најголем буџетски дефицит. Тоа значи дека вашите авантури на секое поле ќе ги плаќаат многу генерации во иднина. Затоа бидете сигурни дека сите случувања, сервирани од кујната на социјално нечувствителната власт, со полни торби и богати трпези, ќе бидат крај за власта затоа што осиромашените граѓани силата ја црпат од денот кога конечно ќе ве казнат. Како што со капацитетот што го имате, знаете ли кога ќе ги реализирате сите планови што ги наведовте? Како што вели големиот ум од малиот мозок, мало сутра. Ви благодарам.